Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Не, четворицата лепрозни не го очекувале тоа кога влегле во логорот на непријателите, болни и полугладни. Дали гледам јасно? Едноставно не може да биде вистина. Но да, логорот е празен, непријателите ги нема. Може би е Стапица. Но не било Стапица. Сиријците кои подолго време го обсадувале градот Самарија и кои се обиделе да ги изгладнат израелците, не биле таму. Кој ги избркал? Во Библијата се кажува тајната. Живиот Бог ги натерал да слушнат врева на многу голема војска. Бидејќи мислеле дека Израел им се придружил на другите војски, оставиле се и за миг избегале колку што можеле побрзо. Бог го направил тоа на зајдисонце, токму во времето кога четворицата лепрозни луѓе отишле да му се предадат на непријателот. Тие очекувале смрт, а наместо тоа добиле живот. Толку многу храна. Се уште не можам да верувам. Каква награда! Види! Облека, злато и сребро! Јаделе и пиеле, како во сон шетале низ логорот. Тоа што го правиме не е во ред. Не може да мислиме само на себе. Треба на луѓето во градот да им ја кажеме оваа добра вест. Зашто ако молчиме, другите луѓе ќе умрат од глад. И тогаш ние ќе бидеме виновни за нивната смрт. Царот прво помислил дека таа вест е стапица на непријателот. Но сите жители излегле надвор од градот, виделе дека е вистина и го ограбиле сирискиот логор. Службеникот што му се подсмевал на Бог, бил изгазен до смрт пред градската врата. Се случило така како што рекол Бог. Некој ја пренел добрата вест. Кој поверувал, преживеал. Колку е добро што една личност не молчала. Се потсетувам на тоа што Исус еднаш го рекол. Јас живеам и вие треба да живеете. Тој сака луѓето да живеат. Не само да преживеат, но да живеат вечно. Може би се уште не го знаеш ова. Затоа сакам да ти ја пренесам добрата вест за Исус. Сакаш ли и ти да го направиш тоа? До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!